Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ телевизија. Емитуваме вести. Во изминатите 24 часа во земјава е регистриран највисокиот број на нови позитивни на COVID-19. Во последните 24 часа се направени 953 тестирања и откриен е најголем број на позитивни на COVID-19, дури 120 нови случаи. Во Скопје 67, Куманово 19, 16 во Штип, 4 во Прилеп, 9 во Тетово, 2 во Велес и по 1 во Гостивар, Неготино и Струмица. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби почина 65 годишна пациентка, примена на 28 мај. Во градска општа болница 8 септември почина пациент на возраст од 69 години, хоспитализиран на 1 јуни. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 16 оздравени пациенти. 8 во Скопје, 3 во Штип, 2 во Прилеп и по 1 во Тетово, Велес и Битола. До сега во земјата се направени вкупно 33.114 тестирања на COVID-19. Од вкупниот број направени тестови во изминатото денонокие, 2 теста се во рамките на скринингот во Градинки, во Штип нема позитивен резултат на COVID. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 2611, бројката на оздравени пациенти е 1621, на починати 147, а во моментов бројот на активни случаи 843. 44 годишен жител на Неготино е позитивен на COVID-19. 44 годишен жител на Неготино е позитивен на COVID-19, информираат од Центарот за јавно здравје. Станува збор за лице вработено во граничната полиција, кој е дел од групата полицајци кои биле во контакт со нивни колега, полицаец од Унгарија, исто така позитивен на вирусот. Заболениот од Неготино е со благи симптоми и е на домашно лекување. 7 лица кои имале контакт со него добиле решение за изолација. Од Центарот за јавно здравје Кавадарци целосно ги отфрлаат дезинформациите кои кружат низ градот дека наводно има нови 7 заболени од COVID-19 во Кавадарци. За сега имаме еден активен случај. Станува збор за 65 годишна жена за која информиравме вчера. Земени се брисеви од ќерката и сопругот на позитивната пациентка. Ги очекуваме резултатите и за сега нема нови заболени, вели епидемиологот од Центарот за јавно здравје Кавадарци доктор Ристе Јовановски. Овој бран е директна последица на непочитувањето на јасно пропишаните мерки, но и на задоцнетата или слабата активност за казнување од страна на надлежното министерство. Вирусот не е шега. Одговорноста е на секој поединец. Не треба да дозволиме дури откако ќе се разболиме да ја разбереме опасноста од вирусот, вели министерот за здравство Венко Филипче. Заради спречување на дополнително ширење на вирусот во критичните региони, но пред се заради спречување евентуално ширење на вирусот надвор од овие региони, владата донесе одлука за враќање на полицискиот час и рестрикциите на движењето, односно се воведува целосна забрана на движење на сите граѓани на Скопје, тоа се сите скопски општини, понатаму Куманово, Липково, Штип, Тетово, како и Боговиње, Брвеница, Теарце, Жилино и Јегуновце, почнувајќи од четврток, 4 јуни, од 21 часот до понеделник, 8 јуни, 5 часот наутро. Во сите останати градови се забранува движење на сите граѓани од четврток, 4 јуни, од 21 часот до петок, 5 јуни, 5 часот наутро. Значи, во останатите градови во петок, сабота и недела, забраната повторно почнува од 16 часот и трае до следниот ден до 5 часот наутро. Петок, 5 јуни, се прогласува за неработен ден на сите граѓани. Во периодот од четврток, 4 јуни, од 21 часот, до понеделник, 8 јуни, до 5 часот, се забранува посета на гробиштата на територијата на цела држава, освен во случај на погреби. За земјоделските активности дозволено е движење во рамки на територијата, атарот на селата, исклучиво за работни потреби. Аптеките ќе работат непречено, Министерството за здравство ќе изготви соодветен план за непречена работа и на здравствените установи.
Исклучоците од забрана за движење важат за полицијата, армијата, здравствените работници, тука се јавно здравствените установи, приватните, матичните лекари, маркетите и рестораните кои вршат достава за производи, при што тие своите ангажмани ќе ги реализираат непречено. Остануваат на важење сите издадени дозволи за движење за време на претходните забрани за движење кои беа воведени, особено за економските оператори и за работата организирана во смени. Останува дозволите за прошетка на милиниците со истите периоди од 8 до 8:30, 15 до 15:30 и 20 до 20:30 часот. Забраната за движење не важи за лицата со попреченост и за нивни придружници доколку имаат соодветна документација. Вирусот е присутен и опасен. Со одговорно почитување на мерките ќе успееме, е пораката од денешната пресконференција на Општинската организација на СДСМ Кавадарци. Почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Од вчерасната седница на влада, согласно препораките на Комисијата за заразни болести, беа донесени одлуки со цел брза и ефикасна реакција за спречување на ширењето на коронавирусот. Имено, почнувајќи од четврток, 4 јуни од 21 часот до понеделник, 8 јуни до 5 часот се воведува целосна забрана на движењето на сите граѓани во Скопје, Куманово, Липково, Штип, Тетово, како и Боговиње, Бровеница, Теарце, Желино и Јагуновце. Во сите останати градови, вклучувајќи го и Кавадарци, се забранува движење на сите граѓани од четврток 4 јуни од 21 часот до петок 5 јуни до 5 часот наутро. А додека во петок, сабота и недела забраната започнува од 16 часот и трае до следниот ден до 5 часот наутро. Петок, 5 јуни е неработен ден за сите граѓани. Во периодот од четврток, 4 јуни, од 21 часот до понеделник, 8 јуни до 5 часот, се забранува посета на гробиштата на територијата на цела држава, освен во случај на погреби, а со цел да нема групирање и дополнително зголемување на можноста да се заразиме од вирусот. Вирусот е присутен и опасен. Само со доследно и одговорно почитување на мерките ќе успееме. Имавме одлични резултати. Здравствениот систем е подготвен и понатаму да се справува со предизвикот. Имаме целосно стабилна општини. Една од нив е секако и општина Кавадарци, во која здравствените институции, како и совесноста на граѓаните, представуваат светол пример за успешната борба со вирусот до сега. Меѓутоа, важно е да и во наредниот период кој следи да ги почитуваме сите мерки во целост. Секој од нас мора да носи маска, да држи дистанца од 2 метри и секако да не се групираме. Овој викенд сите да останеме дома со своите семејства. Издржавме и потешки моменти. Заедно ќе го поминеме и овој. Голема поддршка до сите здравствени работници кои се во првата линија на фронтот, како и до сите граѓани кои ги почитуваат мерките. Сега е потребно единство и дисциплина од секој нас. Ќе успееме. Портпаролот на ВМРО ДПМНЕ Димча Арсовски и коментира мерките донесени од владата, односно полицискиот час. Зоран Заев, Венко Филипче, политичар од Караџовски, односно од Комисијата за заразни болести, членовите веќе не знаат кај тераат и загубија компас, односно се што прават во афектна состојба. Во моментов гледаме дека носат мерки за 3 дена да има полициски час, да бидат граѓаните затворени дома, а гледаме дека на улиците делат флаери каде што директно допринесуваат да се шири заразата, токму луѓето од власта кои практично веднаш потоа отидоа во самоизолација, дел од нив се покажа и како позитивни на коронавирусот. Луѓе додека се заразуваат, некои од нив умираат. Во тие моменти наместо државата и власта се стремат
да се стремат да ја решат ситуацијата, да ја намалат оваа пандемија. Зоран Заев вели дека треба да се оди на избори, а следствено на тоа, како што вели дека треба да се оди на избори, практично сака да ги дозарази и да направи уште поголема штети со ние граѓани кои што цело време, изминатиот период, ги почитуваат мерките и се чуваат. Во моментов, бидејќи изгубија компас, гледаме дека воведуваат полициски час во Скопје и во одредени општини низ Македонија, например, не воведуваат полициски час во Велес, Паланка или било кој друг град не се, така да очигледно е дека е загубен компасот и дека не ја сваќаме поентата на овие мерки кои што ги носат. Она кое што можеме да го искоментираме е дека наместо да се фокусираат власта, СДСМ, Венко Филипче, па и политичарот во обид Караджовски, кој што е партиски на позицијата председател на Комисијата за заразни болести во кризниот штаб, гледаме дека денеска има експлозија од ново заразени. Денеска достигнуваме втор пик во моменти кога не стигнал ниту првиот. Гледаме дека има над 120 заразени, изминативе неколку денови исто бројката беше енормно голема. Можеби за неколку дена ќе имаме само за една недела и над 1000 заразени вкупно изминатава недела, така да уште еднаш се гледа дека на Зоран Заев, на Венко Филипче, на Караджовски им е битна единствено фотелјата и ништо друго. Затоа еден апел до граѓаните да ги почитуваат неопходните мерки и да се чуваат самите, бидејќи оваа влада нема компас и не знае кај тера, така да сигурно не може оваа влада да ги заштити граѓаните. Бројките на ново заболени се директна последица од неработењето, популизмот и партиското профитерство на Чулев и Мицковски, одговорија денеска од Општинската организација СДСМ Кавадарци на вчерашните обвинувања од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, ВМРО ДПМН продолжува и понатаму со незрело, деструктивно однесување, онака како што се однесуваа за целиот период на оваа здравствена криза. Ним очигледно не им е важно здравието на граѓаните, туку единствено партиското профитерство. Со крајно незрело, несериозно и неодговорно однесување во изминатиот период, ВМРО ДПМН преку нивниот технички министер за внатрешни работи во владата Наке Чулев сериозно го подрива и нарушува јавното здравје. Бројките на ново заболени лица кои ги бележиме деновите се директна последица од неработењето, популизмот и партиското профитерство на техничкиот министер Наке Чулев и неговиот шеф Христијан Мицковски. Наместо во обезбедување на почитување на мерките и задолженијата, Чулев се занимаваше со снимање на пропагандни спотови. Наместо ред и дисциплина, Чулев јавно кажа дека полицијата нема да ги санкционира оние кои ги прекршуваат забраните. Со крајно неодговорната, ефтина и популистичка изјава дека граѓаните не треба да се санкционираат кога не ги почитуваат мерките и задолженијата, Наке Чулев директно потикна непочитување и прекршување на истите. ВМРО ДПМН, освен по терористичкиот напад на крвавиот четврток, ќе биде обележан и како партија која направи здравствен пуч во државата. Со вакво однесување на ВМРО ДПМН и нивниот технички министер Наке Чулев директно го загрозуваат јавното здравје и го донесуваат животот на граѓаните во опасност. Ви благодарам. Доктор Чибишев од ВМРО ДПМН смета дека власта го крие вистинскиот број на заболени од COVID-19. Почитувани, ситуацијата со коронавирусот целосно излезе од контрола. Министерството за здравство, Комисијата за заразни болести и надлежните институции за сега немаат решение за неконтролираното влошување на состојбата. Но, затоа знаат со голема леснотија да го менуваат бројот, односно да го зголемуваат бројот на ново заболени во едно деноноќие. Нема да изненади ниту ако се потврдат шпекулациите дека власта ги крие бројките на ново заболени, истите ги дозира, а целта е таа да не се остави впечаток дека нема услови нити на 5 јули да се одржат избори. Со тоа ќе се исполнат инструкциите да се креира лабава атмосфера на новото нормално.
Ова е поигрување со здравјето на граѓаните. Срамен чекор на власта. Сведоци сме на влошување на сите параметри кои не водат кон епидемиолошка катастрофа со несогледливи последици. Ваквите бројки не искачија на врвот, ама на оној каде се бројат заболените и починатите од COVID-19 вирусот. За жал, неколку дена имаме најмногу заболетни и починати од COVID-19 на милион жители од сите држави во најблиското обкружување. Додека земјите од регионот веќе подолг период, неколку седмици, немаат заболени или имаат по 1-2, ние сигурно се движиме кон пикот со двоцифрени бројки на новоинфицирани во едно деноноќие. Во последните 2 дена Македонија има повеќе новозаболени колку што имаат сите држави од обкружувањето заедно. И на сето ова, во јавноста излегуваат неодговорни политичари и не убедуваат дека ситуацијата се стабилизира и вирусот слабее и дека сега е моментот кога треба да одиме на избори. Тоа се опасни и крајно несериозни тези кои за кратко време можат да не доведат во многу тешка ситуација каква што гледавме во некои европски држави. Дали надлежните институции ја чувствуваат загриженоста на граѓаните, бизнисмените, студентите, учениците, оние кои 3 месеца претходно беа во првите редови во борба со пандемијата? Очигледно е дека Комисијата за заразни болести, наместо да работи и делува независно и стручно, работи по диктат на политичарите, носејќи мерки и одлуки кои се менуваат на дневна основа и предизвикуваат несигурност кај граѓаните. Свестете се, за здравјето на граѓаните станува збор. Мицковски и неговите подедени од МВР намерно ги саботираат владините мерки, обвинија денеска од СДСМ. Портпаролот Костадиновски нагласи дека ваквото однесување е директен доказ зошто општеството се соочува со вториот бран на коронавирусот и констатира дека тоа пред се е од непочитување на мерките и неказнувањето од МВР. Целата јавност вчера слушна како незрелиот и неодговорен Христијан Мицковски ги прекршил мерките и задолженијата за спречување на заразата од коронавирусот. Непочитување на мерките, деструкција, креирање лажни вести, тоа е она што Мицковски им го нуди на граѓаните. Христијан Мицковски, дали имаш трошка срам? Твоето вчерашно однесување е директен доказ зошто се соочуваме со втор бран и дека тоа е од непочитување на мерките и неказнување од страна на Министерството за внатрешни работи, а не заради тоа што владата нема добра стратегија. Нашата стратегија не е проблемот. Проблемот е што ти и твоите послушници во МВР цело време намерно и организирано ја саботирате истата таа стратегија. Како не ти е жал за болните, за докторите, за оние кои поради тебе и таквите како тебе, кои не ги почитуваат мерките, сега морат повторно да бидат ставени во карантин. Како не чувствуваш одговорност и за новите заболени? Но, почитувани граѓани, тоа е однесувањето на ВМРО-ДПМН преку примерот на Христијан Мицковски и тоа разголено до крај. Намерно и организирано не ги почитува мерките, надевајќи се на зголемување, замислете, на бројот на заболени. Неговите гавази во МВР тоа го кријат и намерно и свесно не го санкционираат, борејќи се против колегите во МВР за Христијан Мицковски да биде сокриен, борејќи се против инспекторите од Државниот пазарен инспекторат, борејќи се буквално против цела држава. Христијан Мицковски, па уште и јавно лажеш дека не си запознаен, дека само со познајник си седел, дека тоа те било прв пат и дека тоа било сосема човечки. Нема ништо човечки во твоето однесување, каде твојата теретана и твоите кафани
се поважни од здравието на луѓето. Сега, што ли ќе измисли, на ќе чулев пак. Каков ли одсеј сега ќе те покрие, господине Мицкоски? Срамот од ова однесување е огромен, но одговорноста е уште поогромна. Во оваа ситуација, ние политичарите треба да бидеме пример за однесувањето на граѓаните, а не причина за нови пикови. Со ова, почитувани граѓани, се потврди дека Христијан Мицкоски нема ниту срам, ниту образ. Но сигурен сум дека вие ова ќе го цените и ќе го судите овој неодговорен и незрел однос на Христијан Мицкоски. Првиот човек на Државниот пазарен инспекторат, Стојко Пауновски, упати апел до сите стопански субјекти да не го попречуваат работењето на инспекторите. Почитувани граѓани, почитувани угостители, почитувани сите правни лица кои што ревносно си ги одржувате она што значи мерки донесени од владата на нашата држава. Но морам да кажам дека одреден број на угостители, трговци го нарушуваат овој добар тек на почитувањето на мерките и затоа Државниот пазарен инспекторат од четвртокот наваму има поднесено 28 кривични пријави и 38 прекршочни пријави, а има затекнато и 47 нерегистрирани даночни обврзници од областа на угостителството. Кај сите нив дел се преземени мерки, за дел ќе бидат превземени и понатаму соодветни мерки. Единственото нешто кое што сакам да го нагласам овде пред целата македонска јавност, да ги остават инспекторите ревносно, како и досега да си ја вршат својата работа. Да не ги вплеткуваме во политички игри, бидејќи она што некој сака да го стави во контекст на политиката, дека ние како Државен пазарен инспекторат сме инсталација на власта. Институциите се формирани од државата и тие се институции на државата. Единствениот во Државен пазарен инспекторат кој што е инсталиран од оваа власт сум токму само јас. Сите останати ми се наследени од претходната власт, па може би и од претходни други власти. Затоа молбата е, апелот е до сите. Оставете ги инспекторите, нека си ја вршат работата. Единственото нешто за кое што можете да реагирате, можете и лично кај мене, само доколку осетите дека инспекторите постапуваат и онаму каде што не треба да постапуваат. Еден нека се пожали дека инспекторите направиле кривична пријава таму каде што не требало, еден нека се пожали дека е затворен заради тоа што бил регистриран, инспекторите констатирале дека не е регистриран, еден нека се пожали дека сме направиле записник и сме поднеле прекршочни налози и платни налози за плаќање на одредена глоба, доколку во трговијата не се затекнати зголемување на цените. Сето ова го кажувам со една намера, бидејќи и инспекторите се луѓе. Денес веќе во Куманово ќе мораме целокупното деление да го затвориме затоа што еден од инспекторите се покажал позитивен на COVID-19. Се што беше од наша страна правиме за да ги заштитиме инспекторите, да ги заштитиме и сите оние кои што правилно ги почитуваат мерките, уредбите и протоколите од владата. Бидејќи сето тоа е во интерес на сите граѓани на нашата држава. Апелирам до сите, посебно до оние кои што се водачи на одредени партии, оние кои што ги водат верските заедници. Од нив зависи и нивното однесување, како ќе се однесуваат и останатите граѓани. Ние мораме неселективно да постапуваме секаде, за да бидеме успешни во она што владата ни го додели, како работа која што мора и да ја завршим. Потребна ни е помош од сите граѓани,
потребна ни е помош и од правните субјекти, за да на крај сите излеземе како победници и да не бидеме единствените во овој регион, каде што секојдневно имаме зголемување на случаеви кои што се позитивни на вирусот COVID-19. Инспекторите извршиле 12.799 контроли и апелираат уредбите и протоколите да се почитуваат. Инспекторите од Државниот пазарен инспекторат имаат реализирано најголем број на надзори, односно 11.504 контроли, што е и разбирливо ако се земе во предвид дека нивните надлежности во овој период се и најобемни, особено во деновите по започнувањето со работа на кафетериите и угостителските објекти за кои беа усвоени посебни протоколи. Државниот инспекторат за труд пак во овој период го зголеми обемот на активностите, при што реализираше вкупно 504 контроли кај работодавачи. Фокусот во изминатите неколку дена беше ставен на компании во Штип, но и во Тетово, каде се појавија одредени кластери на заболени. Во периодот од 27 мај до 3 јуни од страна на овој инспекторат беа донесени 4 решенија и 20 укажувања за работодавачи кои не постапиле по препораките на владата. Постапувајќи по препораката за платено отсуство на родители на деца под 10 години, самохрани родители, бремени жени и хронично болни лица, Трудовиот инспекторат констатираше дека поголемиот дел од работодавачите ги почитуваат препораките за заштита на своите вработени од коронавирусот. Агенцијата за храна и ветеринарство во овој период спроведе вкупно 229 надзори во повеќе градови низ државата, во маркети, угостителски објекти, месарници, производствени објекти и зелени пазари. При тоа се изречени вкупно 13 решенија заради лоши општи хигиенски услови во објектите и неспроведување на дезинфекција и чистење во работните простории, санитарни јазли, неселективност во текот на складирањето на прехранбените производи по видови, исто и за неводење на записи за дезинфекција и следење на температурата на складирање на производите. Дополнително, од страна на АХВ се изречени 17 казнени мерки, едукации, поради тоа што не се воспоставени и имплементирани процедури за добра хигиенска пракса, засновани на ХАСА принципите и неводење на записи за истите. Треба да се каже дека сепак инспекторите од АХВ утврдиле дека општата хигиена во објектите и личната хигиена на вработените е добра и се почитуваат мерките за спречување на ширење на коронавирусот. Државниот инспекторат за транспорт пак во периодот од 27 мај до 3 јуни направи вкупно 290 вонредни надзори. Констатирано е дека меѓуопштинскиот сообраќај се уште е намален за околу 90%, но со релаксација на мерките за движење полека се враќаат одредени меѓуградски линии во функција. Релацијата Скопје-Тетово и обратно по одлука на владата се уште не се одвива со организиран меѓуградски транспорт. Важно е да потенцираме дека меѓуградскиот транспорт мора да се одвива со почитување на пропишаниот протокол, односно со 50% намален капацитет на патници од максималниот број на патници во одредено превозно средство. Транспортниот инспекторат дополнително забележа вкупно 7 прекршувања на уредбите и протоколите, и тоа 3 прекршувања кај посебен меѓуопштински линиски превоз кој се врши за вработените во правни лица во општина Штип, и уште 4 прекршувања кај посебен меѓуопштински линиски превоз кој се врши за вработените во правни лица во Брвеница. Меѓународниот линиски превоз од почетокот на вонредната состојба и воведувањето на рестриктивните мерки е во целосен прекин. Од направените контроли на автобуските станици во неколку градови низ државата е утврдено дека се почитува владината одлука за 50% намален капацитет. Воедно, од страна на овој инспекторат е констатирано дека товарниот сообраќај се одвива без ограничувања и се почитуваат препораките. Државниот здравствен и санитарен инспекторат пак, покрај активностите поврзани со издавање на решенија за самоизолација на заболените лица и оние кои што биле во контакт со нив,
спроведе вкупно 225 надзори во субјекти од нивна надлежност, односно во приватни и јавни здравствени установи, домови за стари лица и други правни субјекти од нивна надлежност, а кои што надзори се во врска со почитувањето на протоколите за заштита на медицинскиот персонал за прием и постапување со инфицирани пациенти од коронавирус. Исто така, во овој период од страна на Државниот здравствен и санитарен инспекторат се издадени 55 дозволи на транспортери, професионални возачи, со кои дозволи се овозможува непречено спроведување на транспортот во услови на епидемија од коронавирус. Агенцијата за лекови и медицински помагала во овој период од 7 дена изврши вкупно 47 контроли. При тоа е констатирано дека нема специфични отстапувања, а инспекторите на Малмет продолжуваат интензивно да ја следат состојбата на терен и ги повикуваат граѓаните сами да пријават неправилности доколку наидат на истите. Брана Конско е со реализација на планот од 60%, информира министерот за земјоделство Трајан Димковски. Овој капитален проект е финансиран од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од програмата за рурален развој, каде вкупниот буџет за ова намена е околу 40 милиони евра. Браната Конско е од исклучително значење за наводнување на земјоделски површини од овој регион, но оваа брана истовремено ќе биде и мултифункционална. Со изградбата на браната ќе се обезбеди редовно снабдување со квалитетна вода за пиење, за наводнување на земјоделските површини, за производство на електрична енергија, но ќе значи и обезбедена вода за дотур на спас на Дојранското езеро. Хидросистемот Конско ќе обезбеди вода за наводнување на околу 8.000 хектари земјоделски површини, со што наводнуваните земјоделски површини ги зголемуваме за 5 пати. Изминатите години ова беше голем проблем за земјоделците и зголемувањето на цената на земјоделските производи. Со овој хидросистем ќе се создадат неопходни услови за дополнителен развој на земјоделството, зголемување на производство на храна со намалени и конкурентни цени. Дополнително, Вештачкото езеро на браната Конско, кое се наоѓа веднаш под излетничко-рекреативниот локалитет Смрдлива вода на Кожув, на само 20 на километри оддалеченост од градот, представува нова содржина за локалната туристичка понуда на Гевгелија. Глобално, ова ќе значи зголемување на економскиот раст, животниот стандард на населението, унапредување на здравјето и квалитетот на животот на граѓаните од овој крај и развој на општината Гевгелија. Предплодне сончево со мала до умерена облачност и со умерен до засилен ветер од јужен правец. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има врнежи од дожд, претежно во западните делови. Температурата ќе достигне 28 степени Целзиусови. Вие бевте на програмата на КТВ телевизија. Имајте пријатна вечер.